Велика Британија не е член на ЕУ веќе, но е затоа многу важен член на НАТО. Ако беше британската дипломатија заслужна 2005-та, кога од Франција се уште имаше некакво вето условно за добивање кандидатскиот статус, британската дипломатија успеа да ја додели на Македонија кандидатски статус. Може ли сега таа повторно политичка моќ тоа има да помогне и во овој Гордиев јасов суд? Верувам во тоа, верувам и во стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави. Зошто? Еве го подкрепувам со извештајот на Европскиот парламент после, односно на Комисијата за надворешна политика, каде што се дефинирани македонската посебност, националност, јазик, култура, што до сега не беше случај. Значи, кога веќе имаме посериозна поддршка и многу сериозна соработка со нашите стратешки партнери, патем да кажем и Турција, наш стратешки партнер, веќе имаме поинаков фидбек, да речем, од европската страна, во која што веќе се земаат во предвид и македонските ставови. Тоа го должам на сериозната надворешна политика која што нашиот премиер ја спроведува изминатите 10-11 месеци, која што беше најавена во нашата програма и на коалицијата и е дел од владината програма, цврстите ставови по однос на одредени условувања од нашиот источен сосед, дека со оглед на нивното настојување за измена на условот, да имаме ние услов тоа да биде последно и единствено, за да можеме понатаму да продолжиме.